запалат свеќа за здравје на фамилијата, кој е како аманет врз нас православните христијани, но нивното секојнеделно скоро доаѓање беше да се сретне со другите македонци, пријатели и познаници, кои исто така доаѓа, па со пресното кафе и добриот разговор, релаксирани се враќа дома. Јас би рекла дека, согледувајќи дел од особините на овој наш просветен работник Томе Шарковски, тих, скромен, честно си го заврши своето председателство. Томе Шарковски, како и секој еден честен македонец, од срце си ја сака својата Македонија, а кај него може би и многу повеќе влијаело се она што се случувало во неговото родно село Смилево и во неговата Битола. Bitola je samo jedna. Bitola je samo jedna. Kako pesna Bitola je
Како што знаете, радиочасот Глас од Македонија веќе постои 52 години, најстар македонски радиочас во диаспората. Во последниве неколку месеци љубовта кон нашата земја Македонија победува. Се ослободуваме од душманите, среќата се сврти на наша страна, но за сето ова помогна честниот македонски народ во републиката и низ целиот свет. Радиопрограмата пак Глас од Македонија сака и продолжува со таа иста идеја да оди по патот за нашата слобода и светлата иднина на нашиот народ. За да продолжиме за конечна победа на Македонија, Глас од Македонија ја бара и вашата поддршка. Со тоа ќе продолжи да се емитува и гласот на вистината преку ова радиопрограма. За сето тоа, за да се продолжи силата, да чука македонското срце секогаш и за секогаш и крвта македонска и понатаму да тече низ нашите вени, зашто Глас од Македонија тоа и го прави за македонството со целата своја душа, со целото свое срце. Донирајте, односно помогнете ја програмата Глас од Македонија за да продолжи понатаму да се емитува. Со тоа си помагаме меѓу себе и самите себе си, но и на Македонија. Местото пак и градот на марката Volkswagen е едно на 7997 Кенеди Роуд и Хајвеј 407. Дали сакате да купите ауто, да лисате од марката Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел, тука е меѓу вас нашиот сонародник Васил Кајчевски со телефон 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран из целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за поволна цена сервис. Доволно е да го завртите телефонот на 416-725-6335 и побарајте го Васил Кајчевски. Да ги проследиме новините од Македонија. ВМРО ДПМН следната недела ќе ги предложи до собранието измените на изборниот законник за укинување на така наречената пржинска влада пред избори со цел да се скратат изборните рокови. Воедно партијата е подготвена и да разговара за барањето за една изборна единица. СДСМ пак се согласни за една изборна единица, но сега се категорично против ваквите измени, но и против предвремени избори. Последиците кои што ќе произлезат од тој предлог закон ќе биде враќање на моделот на функционирање на парламентарни избори или предвремени парламентарни избори пред 2016 година, што доколку сметаат дека се толку сигурни во победата, може да го прифатат и да го изгласат. Не сметаме дека тоа е искрена понуда од Христијан Мицкоски и сметаме дека тоа е еден вид уцена. Сметаме дека време за предвремени парламентарни избори на вистина нема, односно дека ова не е тоа време, затоа што сме исправени пред две глобални кризи, како што е енергетската и здравствената криза. Во пресрет на заедничката меѓувладина седница со бугарската влада во Софија, новото темпо во разговорите меѓу Скопје и Софија за експертите влева надеж за нов почеток во односите. Јана Јосифовска со деталите. По македонската и бугарската влада ги формираше тимовите на заедничките работни групи, кои претходно ги договорија Ковачевски и Петков, а во пресрет на заедничката седница меѓу двете влади во вторник, соопшти од бугарскиот министерски совет. Македонската влада е подготвена да отпатува во Софија на меѓувладината седница, на која треба да се изготви план со конкретните цели за наредните 6 месеци, велат од владата. Членовите на тимовите со нив ке носат конкретни предлози, договори и меморандуми за соработка. Поранешниот дипломат Нано Ружин, новото темпо на разговори што го најавија двете влади, го оценува како надеж за нов почеток во односите меѓу Скопје и Софија, не оптоварени само со историските прашања, туку со можности за соработка и приближување на позициите. Сметам дека работите тргна по добар пат. Мислам дека терминолошки исто се добро усогласени. Следи возвратна посета, следат комисии и што е многу поинакво и поразлично во однос на преговорите што ние ги имавме со Грција, каде што постое долги паузи, датуми, немаше таа отвореност, немаше тие посети, такви комисии и така натаму. Се надминуваат историските прашања кои што се покажаа многу контрапродуктивни не само за нашата држава, туку и воопшто за целиот Западен Балкан. И додека македонската
и бугарската влада во вторник ќе заседаваат во Софија. Во Брисел ќе се сретнат министрите за европски прашања на редовниот совет за општи работи на ЕУ. Дека проширувањето нема да биде на дневен ред потврди и од француското председателство, но сепак Париз и Берлин со позитивни оценки за новиот пристап во разговорите меѓу Скопје и Софија. Државната министерка во германското МНР Ана Лирман, која беше првиот странски дипломат што се сретна со новиот премиер Ковачевски веднаш по изборот на новата влада, во интервју за Дојче Веле како мощна значајна ја оцени средбата меѓу Петков и Ковачевски, со надеж дека Македонија што поскоро ќе ги почне преговорите со Европската унија. Мислам дека и за новата бугарска влада приоритет е да продолжи со сопствената реформска агенда и дека постои желба историјата да им се остави на историчарите, вели Лирман. Според договореното меѓу Ковачевски и Петков, вкупно ќе има 4 меѓувладини работни тела. Едно за економија, трговија и иновации, друг тим за инфраструктура, транспорт и поврзување, работна група за европска интеграција и зелени политики и уште една за култура, наука и образование. За копредседавачи на работните групи се именувани вице-премиерите и министри од соодветните ресори. Српските власти објавија дека во февруари се подготвувал атентат врз председателот Александар Вучич од страна на криминална група. Министерот за внатрешни работи Александар Вулин на денешната пресконференција истакна дека преку Европол на 14 јануари добили информација под назнака ИТНО од земја членка на ЕУ, со која били информирани за постоење организирана криминална група чија цел била да го убие председателот Александар Вучич. Вулин информираше дека заедно со Европол била покрената опсежна акција насочена кон спречување на убиството на председателот. Според Вулин, на чело на таа организација бил црногорскиот државјанин Радоје Звицер, еден од водачите на Кавачкиот клан, кој се товари за организирање и нарачување повеќе убиства на територијата на Црна Гора, но и други земји. Премиерката Ана Брнабич изјави дека атентатот врз Вучич се планирал за февруари, а по добиените информации засилено е обезбедувањето на Вучич. Брнабич изјави дека се работи за сериозна закана и дека е важно да се открие каде се луѓето кои биле закана за безбедноста на српскиот председател. Според министерот за финансии на Србија Синиша Мали, планот на криминалната група и нивните газди бил да направат хаос во Србија. Ете, тоа беа новините од Македонија. Благодарејќи ги им на следните донатори што сега има да ги спомнам, тие се Кицо и Јагода Николовски од село Подмочани, со исто така нивната ќерка Силвија со сопругот Рико Мангулабнан и фамилијата, Живко и Милица Николовски од село Подмочани и Спиро и Јагода Јанкуловски од село Новаци со сите со своите фамилии, на сите своји најблиски роднини, пријатели, соселани на целиот македонски народ им ја честитат новата 2022 година, за да пред се бидат во добро здравје, радост и среќа во истата. Земјо македонска, земјо турско-робска Македонијо, поздравјавам те. Земјо убава, земјо најмила, ова песна за тебе ја пеам, тебе ти ја
se pe za vek i vekovi. Ta silna pesna duša što ni gre, živeke žive. Ajde luge naši, krenete čaši, da ja zapeme ta naša ta. Zemljo makedonska, se ide da se sluša, da se peduri do groba. Ajde luge naši, krenete čaši, merak pesni da zapeme. Site neka sluša, site neka zna, kako ovoj narod večno žive. Ajde luge naši, krenete čaši, da ja zapeme ta naša ta. Zemljo makedonska, se gde da se sluša, da se pe